Отежнато дишење, кашлица, кардиоваскуларни и други проблеми се јавуваат кај голем дел од пациентите по прележан COVID-19. Пациенти со вакви симптоми се почесто бараат помош во специјализираната болница за белодробни заболувања и ТБЦ во Тетовски Лешок. Доктор Исмаил Ваити вели дека ним им е потребно продолжено лекување со таблети, а кај некои физикална терапија. После 20 дена, обично, дали се 10 или 20 дена, системот на регистрација за COVID пациенти болни ги регистрира или ги отфрла. Ако немаат симптоми, после 10 дена системот ги брише. Ако имаат симптоми, после 20 се рачуна дека не се заразни за околината. Сега, во зависност од тоа дали некој има тегоби со отежнато дишење, со продолжена кашлица, значи ние знаеме дека треба да има помош. Таа помош се состои во лекови и евентуално кислородна поддршка. Сме се среќавале од лесни форми до многу тешки форми, каде што навистина им треба третман и физикална терапија, им треба и вежби за дишење, помош од физиотерапеути, значи има една ланец процедура на вежби кои што треба да ги спроведуваат, бидејќи ковидот е како капкова инфекција и се пренесува нели како капкова инфекција, секогаш прв на удар е плуќата, односно белите дробови. Не знаеме какви промени прави на мозок, какви промени на бубрези, на кичмен столб. Обично се жалат луѓе пост-ковид на болки по телото, некои имаат пореметено помнење, логореа се јавува, значи. Доктор Ваити советува пациентите постепено да се враќаат на секојдневните активности. Пациентите кои што имале ковид и да немаат некои значителни симптоми, од страв секако ќе дојдат да направат контрола. На тие контроли сега ние им даваме совет, им кажуваме дека можат полека да се вратат во нормален тек на живење, затоа што ковидот во зависност од тежината на клиничката слика што ќе ја предизвика, да може да трае рехабилитациониот период од 1 до 6 месеци. Така да бидат спремни пациентите дека треба да се враќаат во нормалното живење чекор по чекор. Значи не може да пациентот сега, ние сме му рекле, вие сте излекувани од ковид и сега он да биде полно работоспособен и да ги прави сите активности што ги правил претходно. Значи му треба време, чекор по чекор ќе се враќа назад во нормалното живење со совет за напорот што ќе го прави, да го сам дозира, затоа што ни еден доктор нити терапевт не може да му каже ова ќе направиш толку пати, после не. Значи во моментот кога ќе почувствува пациентот дека има замор, срцебиење, тогаш треба да застане. Значи никогаш да не поставува цел. Пример, ќе одам на шапка, ќе тргнам за шапка, па до жичара, па ќе се одмори, па до лисец ќе се одмори. Значи чекор по чекор. Инаку во болницата во Лешок овој период се лекуваат пациенти со белодробни заболувања и туберкулоза од целата земја, но се третираат и лица кои имаат респираторни компликации по прележан ковид. Дневно имаат по 30 на амбулантски прегледи, а хоспитализирани се 20 на пациенти. Во брановите на пандемијата во болницата се лекуваа само ковид пациенти.